Немири во Вашингтон во пресрет на инаугурацијата на новиот американски претседател Доналд Трамп, кој официјално ја презема претседателската функција. Тензијата ја подгреваат стотици демонстранти и активисти на Сорос, кои пристигнуваат во Вашингтон и предизвикаа насилни судири со полицијата и поддржувачите на Трамп, јавуваат американските медиуми. Според информациите на медиумите, активистите на Сорос на вулгарен начин, со пцости и погрдни зборови протестираа пред Националниот прес клуб, каде се одржуваше балот на приврзаниците на Трамп под назив Деплорабол. Од видеата што ги објавуваат американските медиуми, може да се забележи како вулгарното однесување на демонстрантите кулминира во инициран судир со полицијата. Активистите на Сорос користат и гасни бомби, а еден новинар успеа сето тоа да го сними со камера. Голем број од луѓето кои протестираат носат маски и физички се спротивставуваат на полицијата, која сака да го обезбеди просторот пред зградата и да возможи простор за движење, јавува американскиот репортер кој во живо пренесува што се случува тамо. You look over here, these officers are on standby. You walk right over here, let's go into the crowd and you can see what's going on. This is in front of the National Press Building right now. You can see police have made a wall. And somebody just dropped a smoke bomb over here. And as you can see, it is beginning to throwing things right now as I say. And as you can see, police are making arrests. And I'm right here in the thick of this. As you can see, there's a smoke bomb. Let me get up. Голем дел од медиумите пренесуваат и за искористување на малолетници во протестите против Трамп. За време на пренос во живо Fox News интервјуира малолетник кој тврди дека потпали Логан на улиците во Вашингтон каде што се протестира. На прашањето зошто го направил тоа, малолетникот одговара на недоличен и вулгарен начин. You were participating in the fire. What's your name? My name's Connor, and I actually kind of started this fire. So why'd you start that fire, Carter? It's Connor. Sorry, why'd you start that fire? Because I felt like it, and because I'm just saying screw our president. Доналд Трамп денеска влегува во Белата куќа. Стотици илјади луѓе пристигнуваат во Вашингтон да ја прослават, но и да протестираат против претседателската инаугурација. Се очекува на инаугурацијата, но и на протестите во Вашингтон да има над 900.000 луѓе. Најавени се околу 100 помали протести во американската престолнина, но и во другите градови како Чикаго и Лос Анџелес.